Во овој дел од студиото ги анализираме сите оние политики на Доналд Трамп и на Америка, како и на источниот блок, кои што неминовно се надпреваруваат на неколку жаришта во светот. Со нас е Дејан Андоновиќ. Дејан, здраво. Да почнеме со Венецуела, тема која што ја третираме веќе месеци наназад, нема да речам недели, нели? Тоа е прашање кое што е така, кое што е отворено. Веројатно најгорливото прашање помеѓу тие две држави е дали Николас Мадуро или Хуан Гуаидо ќе биде светски признат како прв човек на државата и на тој начин можеби двете држави би покажала која е нивната моќ. Венецуела за жал го истрапи се она што го истрапи, барем цивилниот народ. Неколку дена беа без струја, имаше насилни протести, протести во кои што имаше жртви. Да, тоа е многу важно да се каже дека се под санкции, дека горивото на земјата кој е најголеми резерви на нафта има, горивото е во многу скапо, дека имаат голема инфлација, буквално она што можевме да го гледаме 90-тите години во нашето обкружување, каде што секој ден огромни нули на парите кои не вредат, така да цивилите... ја променија и самата цена во светот. Меѓутоа, резултираше со еден вид хуманитарна криза, дали вештачки креирана или не е внатре преку прашањето. Се не се знае што со таа држава, што со двајцата председатели на Венецуела. Има двајца председатели, а ниеден нефункционален, секојдневно тензии, еден период беа подигнати дотаму тензиите да биде изведена и воена интервенција од страна на Соединетите Американски држави врз Венецуела, за да го урне недемократскиот председател Мадуро за нив, а демократски избраниот председател се уште на собрание Хуан Гуидо. Од друга страна, ќе потсетам дека дојде до стационирање на некои трупи од руската армија, дојде во близина некои трупи на американската армија, се подигна тензијата и некако се спласна, бидејќи светот, ќе потсетам, се дефокусираше на некое друго жариште. Но оно што е последно во Венецуела дека тензијата и натаму трае, дека луѓето таму и натаму имаат проблем со снабдување со електрична енергија, со храна, со еден обичен живот. Имаше протести, па протестите запреа. Оно што е последно денеска е предупредувањето од Хуан Гуидо, кој завчера не исклучи можноста да побара воена интервенција за прв пат. До сега само се шпекулираше, но сега тој рече дека ќе се обиде да стапи во контакт со американската армија и да побара помош од тиранинот, како што го нарече Мадуро. Но оно што денеска е последно е дека предупреди како дигање на дополнителна политичка се уште тензија, е дека Мадуро и властите и режимот и тамошната армија сакаат да го затворат собранието, односно парламентот, оној парламент каде што Гуидо е се уште претседател на ова. Имаме прилог на оваа тема, меѓутоа пред прилогот дали се знае, дали е анализирано колку претрпеле соседите на Венецуела, со оглед на тоа што таму во некои од тие држави беа стационирани тие или воени групи кои што дали припаѓаа на Русија, дали на Америка? Соседите на Венецуела долги години се веќе навикнати на тој начин на функционирање на Венецуела. Ке потсетам дека Венецуела се граничи со Колумбија, се граничи со Бразил. Пред 20 години дојде една хунта на власт која беше поддржана од страна, нели во оној латиноамерикански стил, дојде хунта, гурна тамошниот претседател, беше во една хунта на власт, потоа дојде Хуго Чавес, па него гурна 2002 година, па тој со поддршка на американците се врати на власт, па воведе некој социјалистички начин на економија, каде што цело време сакам да кажам дека и Колумбија и Бразил на некој начин има нестабилен сосед, пред се некооперативен. Ова дополнителна тензија ми се чини дека не влијае многу на таа трговска размена или безбедносна размена, но факт е дека Колумбија пред се како најблиската земја на Венецуела и највоенно конфронтираната, значи Богота во Колумбија, главниот град, и Каракас во ова, владите не се во добри односи. Колумбија е позната по тоа што соработува со Соединетите Американски држави, па дури и оние шпекулации од каде американската армија евентуално би нападнала беше токму Колумбија. Она хуманитарна помош на западните држави кои требаше да влезе во Венецуела, требаше да влезе од Колумбија, каде што беше стопирана од страна на властите на Мадуро.
Така да Колумбија и Венецуела се долги години на рабна војна, бидејќи секогаш Венецуела била на некој начин од страната на источниот блок, а од другата страна Колумбија била на западниот. Ајде да го погледнеме прилогот и се враќаме во студиото. Лидерот на венецуелската опозиција Хуан Гуаидо изјави дека властите во земјата се обидуваат да го затворат националното собрание, додавајќи дека опозицијата нема да го напушти парламентот. Претходно венецуелските безбедносни сили го блокираа законодавниот дом, оневозможувајќи им влез во зградата на пратениците со образложение дека постои закана за поставена бомба. Парламентот требаше да заседава за да расправа за одлуката на Врховниот суд за покренување обвиненија за предавство против дел од пратениците. Националното собрание се обидува да го смени Мадуро, кој лани беше реизбран на функцијата на избори со сомнителен легитимитет и бојкот од опозицијата. Да, и Андоновиќ, ако сега претходно разговаравме во однос на Венецуела, спомена и ти некако тој период со тензиите, па се префрли фокусот кон Иран. Иран еднашка се врати па Венецуела. Да, цело време е пинг-понг. Повторно двата најголеми блокови, истокот и западот, се судираат и по однос на ова прашање, криза со нафтата. Често пати разговаравме и тука и анализиравме со тебе во отвореното студио 1, што сега во моментов со Иран. Со Иран. Иран денеска излезе лидерот на Иран, врховниот водач ајатолахот Али Хамнеи, кој изјави дека Иран не сака војна и дека нема да има војна со Соединетите Американски држави, но дека е подготвен доколку продолжат овие санкции и ембарго, да продолжи западните држави да го притискаат, да ја започне за 60 дена, значи не знам колку дена сега поминаа од тогаш, за 50 на дена да почне повторно со складирање на нуклеарниот отпад и пред се да почне, нели, кога има нуклеарен отпад, да направи повторно да почне да го развива нуклеарното оружје. Една од причините кои му беа аргумент на Вашингтон, значи на сите администрации на Вашингтон до сега, вклучувајќи го и Трамп, дека Иран не е безбедна земја, дека е закана за светската безбедност и дека, нели, американците сами се повикуваат дека таа закана треба да ја елиминираат. Во делот на Персискиот залив, ќе потсетам, се испратен носач на авиони, испратени се воени трупи, како превенција, би рекол, од евентуална стои во дописот на Пентагон. Али Хамнеи рече денеска дека нема да има војна, а она што е интересно и малце спуштање на тензиите е изјавата на Доналд Трамп, кој вели дека Соединетите Американски држави не сакаат војна со Иран, но дека Иран мора да разбере дека не сме да развива нуклеарно оружје. И на некој начин она што мене ми падна у очи, или е можеби вадење, или е политика, или е дипломатија, а тоа е Трамп изјави дека лажните вести ја прават оваа криза, амтирајќи информацијата на Нью Йорк Таймс вчера дека 120.000 војници се веќе подготвени да бидат распоредени, односно да земат учество во евентуална војна интервенција врз Иран, што на некој начин ги намали тензиите, но од друга страна почнуваат тие лажни вести и да влијаат врз информирањето во светот, но и да бидат искористени од страна на одредени политичари кои ќе дадат веста можат после да се вадат. Но прашање е дали се лажни вести. Токму тоа, така да не верувам дека вестникот типот на Нью Йорк Таймс Медиум би си дозволил да... Да, но сега јас она што му е демантира веста на Трамп сега, одеднаш има намалување на тензиите, интересно што американците наредија целосно повлекување на целиот воен персонал од Ирак поради безбедносната закана на Иран. Сега повторно онаа иста приказна. Не праќаме војска, нема да има војна, мора да разбере Иран, нели онаа дипломатска реторика, од друга страна повлекуваш воен персонал, што според некои анализи укажува дека можеби таму нешто ќе се случува, па поради евентуални одмазнички акции да не паднат во Ирак, бидејќи ние знаеме дека денешното модерно војување не е да се искрцаат луѓе на Иран, него да почнат ракетни нападни или бомбардирања, а Иран веројатно би правил одмазнички напади врз американските воени постројки во околината. Ирак и Иран се граничат, така да доколку биде Иран нападнат, веројатно Иран ќе возврати врз американските трупи во Ирак. Денеска се Пентагон нареди целосно повлекување на американ персонал поради безбедносни причини, што само укажува дека нешто се случува, дека тензијата таму е многу зголемена, дека американците не случајно секојдневно даваат една најавна реторика, не би сакал војна, дека сакаат да се справат со
тамошниот режим во Техеран и да видиме што ќе биде у наредните денови, иако лидерите за сега велат ние не сакаме војна, никој не сака војна, но ниедна војна до сега која е испадната, која почнала да се води, не била дека некој сака војна, него била реториката некеме војна, но моравме да реагираме. Дијан, тоа е криза, Иран е криза, исто како Венецуела или Северна Кореја. Таа криза, во таа криза, кој е оној кој што го влечи на дебелиот крај, со оглед на тоа што во Европа се користи иранската нафта? Иранската нафта се користи во Европа, Европа е пред избори, Европа сме зборувале многу пати, но и самите знаеме сите дека се соочува со еден проблем натре, збориме Европската унија, каде што земите членки нели имаат различни економски да, но имаат различни гледања на работите околу иранската нафта. Конкретно европските земји гледаат заеднички, но наспроти американските интереси. Американците воведоа санкции за иранската нафта и ги погаѓаат токму 3 или 4 најголеми економии во Европската унија, кои не сакаат санкции за иранската нафта, сметајќи дека иранската нафта е добра, за нив ефтина и квалитетна. И оттаму и дојде до оној, да не кажеме, некој недоразбирање на релација Лондон, Берлин, Париз со Вашингтон околу санкциите на Иран. Европјаните сакаат Иран да се врати на нуклеарниот договор, но од друга страна сакам да потсетам дека од нуклеарниот договор прв се повлече Трамп и Белата куќа, што само кажу дека Иран и да сака сега нема каде да се врати. Но најмногу, повторно ќе кажам, економски се погодени европските држави, но и некои други држави околу нафтата, но ми се чини дека политички во моментов најголеми неуспеси одат на сметката на Трамп, бидејќи еве кога го спомнавме Венецуела, ја спомнавме, го зборуваме Иран, и тоа ме потсети за Северна Кореја, само укажува дека овие три горливи точки, три овие држави за сега му се спротивставуваат на Доналд Трамп и на неговата доминација. Ке потсетам, Венецуела и Николас Мадуро не прифаќаат влегување на западниот капитал и начинот на таа либерална економија. Од друга страна, Иран таму е верски водач, тоа е Џамахири, односно муслиманска република која си тера свој некој начин на живот. Северна Кореја и покрај тоа што Трамп се обиде да исценира дека ќе ги намала тензиите и ќе почна со Ким Јонг Ун да преговараат. Ама тоа останува да виси. Да, не само што виси, него очигледно е комплетен пропаѓање на преговорите. Ке потсетам после втората рунда со Трамп, Ким Јонг Ун отиде да се види со Ху Џинтао, кинескиот претседател, и со Владимир Путин, рускиот претседател, и очигледно нешто му е таму речено, да тој си направи сметка во себе и каже, види, јас можеби не морам да прекинам со нуклеарното, со развивање на нуклеарното оружје, можеби русите и кинезите ќе ни дадат нешто друго за да излеземе од оваа криза, бидејќи Северна Кореја, ќе потсетам, се соочува со огромна глад, бидејќи под 50 години под санкции, таму луѓето не живеат убаво, но се под диктатор кој сите тие информации ние не можеме да ги чуеме. Што ме е поентата на крајот на овој разговор е тоа дека и Венецуела, и Иран, и Северна Кореја за сега буквално му се спротивставуваат на Трамп. Иран особено, бидејќи го спомена, Иран е обвинет од Соединетите Американски држави дека складира нуклеарен отпад, но нема нуклеарно оружје. Наспроти тоа, Северна Кореја има нуклеарно оружје, па тој се обиде со нив да преговара, а не со Техеран, што на Техеран му дава простор дека можеби ако имаш нуклеарно оружје, ќе сакаат да седнат на преговори со тебе големите. Ако земеме една друга перспектива, дека претходно за Ким Јонг Ун, па и за неговиот татко, или за Северна Кореја, постојано се пишуваше низ медиумите, но дали може би Доналд Трамп со тоа што еднаш, два пати се сретна со него, го стави на светската мапа како еден многу важен лидер за геополитиката, ако всушност претходно бил важен за својата држава и нели му биле доделувани епитети, сега може би Трамп е тој кој што го стави на го издигна Ким Јонг Ун, бидејќи да се среќава нели са и со Путин и со Ху Џинтао. Да, она што е интересно е ниту неговиот татко Ким Јонг Ил, ниту неговиот дедо Ким Ил Сунг нема таква важност во светската политика, бидејќи ни еден од американските претседатели не сакаше да се сретне ниту со неговиот дедо, кој беше легендарен водач на ослободувањето на Северна Кореја, ниту неговиот татко, кој изминатите години
владееше со таа држава и кои бевме сведоци при неговата смрт, кога имаше оплакување од 30 милиони севернокорејци за неговата смрт. Ким Јонг Ун некако успеа да се избори за своето место, самиот добра констатација даде, се стави на мапата на важни политичари, но и беше упатен една лоша порака, не знам дали тоа беше идејата на Трамповата администрација, дека ако си држава, земја или држава која има нуклеарно оружје, со тебе ќе мора да се преговара. А ако си држава која нема нуклеарно оружје, ќе бидеш нападнат по урнакот на Афганистан, Ирак, па ќе потсетам и СР Југославија. Така, Андуновиќ, ти благодариме секако за оваа стандардна анализа, со теа повторно се гледаме во отвореното студио 1. Останете со нас, следуваат вистите и најновите информации од земјава и светот со околишката Елена Джогуманова. Со мене и Сочаловски се гледате во 17 часот.